За да ја задржат стабилноста на бракот, мораа постојано да бидат во љубовен триаголник. СДСМ и ДУИ речиси секоја година внесуваа и испрлаа трет партнер за да си го задржат мнозинството. Во 2017-та СДСМ освои помалку пратеници од ВМРО ДПМН, но сепак формираше влада. Така остана и во следните 7 години. Мнозинството беше постојано на стаклени нозе. Првата влада СДСМ и ДУИ ја составија со помош на Алијанса на албанците, кога едва и собраа 62 пратеници. Од тогаш па натака ги изредија безмалку сите помали партии. Едни влегуваа, други излегуваа. Во 2020-та СДСМ дури и настапи со заеднички листи со БЕСА, се со цел да остане на власт заедно со ДУИ. Потоа се скараа и со нив, па пак се смирија, па се скараа со Алијанса и тоа 2 пати. Во владата им помине и партијата на Гаши, Алтернатива, но и со нив се скараа, а како поминуваше времето се фатија во клинч и со помалите партии. Поранешниот премиер Заев немаше проблем да каже дека имаат несогласување во коалицијата, ама ке собрал се што може, се шуто и рогато, само да остане на власт. Оти сами не можеа да обстанат. Се ќе соберам на куќа и шуто и рогато, се. И после ќе ги пуштиш низ вода, ќе ги извадиш. А меѓу себе СДСМ и ДУИ си се кара, ама никако не раскинуваа. Се обвинуваа кој колку раки пиел, кој трезан зборел на митинг. Ама на крај сепак се делеа канцеларии на Илинденска. Со помош на некоја друга партија, оти безмалку цел мандат не успеа сами да имаат 61 пратеник. Заев овие изјави ги кажува во кафеана кога пие 2 чаши ракија, а кога со мене зборува поинаку. Јас не сум од тие што наутро зборуваат друго, а попладне друго. Откако се кара, пак си направија коалиција, се караа за закони, ама и за тоа кој кого ќе поддржи за локалните избори, како на пример за Тетово. Дали СДСМ ќе ги поддржи БЕСА или ДУИ, а и со двете беа во коалиција. Откако коалицијата предводена од СДСМ и ДУИ изгуби огромен број на општини од ВМРО ДПМН, уште толку почна да го губи тлото под нозете. Во ноември 2021 година ВМРО ДПМН со дел од помалите партии обезбедија 61 пратеник за да направат ново мнозинство, што практично значи дека владата на СДСМ и ДУИ во тој момент немаше поддршка од 61 пратеник, но пак се спасија со помош на трета страна. Магично, еден од пратениците на БЕСА не се појави на гласањето. Кастриот Реджепи, откако неколку дена изчезна од јавноста, изјави дека жена му го советувала да остане во власта. Но проценувајќи целата состојба со тоа што се знаеше дека немаше да присуствуваат пратеници од мнозинството, ќе бев единствениот пратеник внатре кој требаше да гласам против нешто, против една еуфорија која толку брзо се одвиваше како филмска лента. Јас не бев сигурен дека мојата сигурност, интегритет, па и етична, дека немаше да бидам напад цел на вербални, а да не зборам и на физички. Мнозинството и тогаш едве преживеа, ама Заев си замина и на сцена дојде Ковачевски. Си се кара меѓу себе, ама тендерите се врвеа. На изборите во 2020-та СДСМ настапи со иницијатива ДУИ да биде испратен во опозиција, но на крајот кога немаа како, пак си ги прибрава власта и дури им ја исполнија желбата во последните 100 дена пред следните избори, премиерот да биде албанец. Денови кои сега ги живееме. Последната сламка за спас пред овие избори СДСМ ја гледаше во заеднички предизборен настап со ДУИ, односно заеднички листи, но и покрај сите попуштања на крајот извисија. Овој сон го продолжиме после војната со цел албанците да бидат обединети, но за жал не успеа. Но ете, после 22 години, 23 години, ние успеавме постепено овој сон сите заедно, бидејќи големите нешта не се прават сами. По сите влези излезе комбинации за да се зачуваат фотелите. Димитар Ковачевски се уште тврди дека неговата партија имала најголем коалицијски потенцијал. Тврдање кое може да биде точно само доколку под коалицијски потенцијал се подразбира изигрување на помалите партнери.